Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во отворената истрага за случајот Феникс од страна на надлежно обвинителство, 15 лица, меѓу кои поранешни највисоки функционери на ДПМНЕ, се сомничат за злоупотреби на 57 милиони евра за 11 споменици преку Скопје 2014. Ова е уште една потврда за тоа колку голема ултрапералница на пари е Скопје 2014 и колку голема штета е предизвикана врз грбот на народот, на граѓаните. Само преку овој еден случај, дури 57 милиони евра пари на граѓаните биле злоупотребени, согласно наводите во обвинението. Дури 33 нови, модерни и целосно опремени детски градинки можеле да се изградат со 57 милиони евра. Ако едно ново и целосно опремено училиште чини помеѓу 3 и 4 милиони евра, за 57 милиони евра можеле да се изградат минимум 15 нови училишта ширум државата. Не мислеле ДПМНЕ за подобри услови на илјадници дечиња, не мислеле ниту за подобри услови за илјадници ученици. За ДПМНЕ тие воопшто не биле важни. Се мислело само како парите на граѓаните да завршат во џебовите на највисоките функционери на ДПМНЕ во тоа време. До ден денеска нема никаква промена во ДПМНЕ. Тоа е истата криминална партија која што не мисли на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изгради и обнови 80 детски градинки, инвестира во подобри услови за учениците, гради нови и реконструира над 118 постоечки училишта. Тоа е најголемата суштинска разлика помеѓу криминалот на ДПМНЕ и политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам.